Во пресрет на празникот Великден, во Старскиот дом Мајка Тереза во Злокуќани, ќе се одржи традиционален базар организиран од штитениците на јавната здравствена установа, специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември од Скопје. На 2 и 3 април од 14 до 17 часот посетителите ќе можат да купат рачно изработени производи од работна терапија и да уживаат во постна храна и културно-уметничка програма. Концептот на работната терапија е нешто на што посветуваме големо внимание и го реализираме за да ги истакнеме сите оние вештини, афинитети и таленти на нашите корисници кои што доаѓаат тука, се со цел да им овозможиме да ги реализираат, креативно да се изразат и со самото тоа да имаме видливи резултати од нашата работа со нив. Концептот е нешто што се практикува во секоја форма на социјално згрижување на стари лица и како такви ни е многу значаен во нашата секојдневна работа со нашите корисници. Базарот има и хуманитарна и социјална димензија, бидејќи преку изложувањето и продажбата на производите се валоризира трудот на корисниците. Бенефитите од концептот на работна терапија кој што ние го спроведуваме се следниве. Овозможуваме реализација на нивните афинитети во вид на изработка на производи кои што ќе останат и кои што ќе бидат дел од нашиот базар, а со самото тоа постигнуваме подобра презентација и видливост за нивната активност. На секој производ кој што ние го изложуваме, односно кој што го изработуваат нашите корисници, има сертификат со кој што потврдуваме дека е изработен од корисници кои што се сместени во Старски дом и со самото купување, односно изложување на овие производи на нашите базари и купување од страна на јавноста, правиме валоризација на нивниот труд со цел да тоа биде припознаено како една вредност и како додадена вредност на целата наша работа во домот. Организаторите посочуваат дека базарите се тематски и се одржуваат 2 пати годишно, за Великден и за Нова година, при што секој од нив носи специфична креативна нота. Го замислуваме како еден хепенинг, кај што ќе има музика, кај што ќе има културно-уметнички дел, кај што ќе има храна и кај што важноста на базарот, односно главниот мотив ќе бидат производите кои што ги изработуваат нашите корисници, а ќе бидат изложени тој ден за да се продаваат. Самиот базар е замислен како една презентација на се она што ние го работиме во текот на целата година. Како што спомнавте, имаме 2 базари, овој ни е прв овојгодишен базар и го правиме по повод великденскиот, по повод големиот христијански празник Великден и генерално мотивите, производите се со великденски мотиви, односно религиозни мотиви посветени на празникот. Настанот ќе биде збогатен со настапи на хорови, културно-уметнички друштва и индивидуални музички изведувачи, меѓу кои и хорот Фрида со Сузана Турунџијава, како и ансамбли и други музички групи. Посебен придонес даваат и учениците од Средното училиште на град Скопје Лазар Танев, кои заедно со своите професори подготвуваат постни специјалитети со што се поттикнува меѓугенерацијската соработка. Голема благодарност да истекнам до учениците, инструкторите и професорите од Средното училиште на град Скопје Лазар Танев, кои што угостителско, кои што ќе настапат со изработка на постни вакво јадења, кои што ќе бидат исто така изложени и по символична цена ќе може да се купат. Со нашиот базар правиме една поголема видливост за целата наша работа, од друга страна истакнуваме и меѓугенерацијската солидарност и соработка која што постои со училиштата, со учениците, со сите оние различни структури на граѓани, добротворни организации, хуманитарни организации кои што доаѓаат и кои што даваат свој допринос. Така да ја повикувам целата јавност да ни се придружи, бидејќи едноставно ја славиме креативноста, ја славиме работната терапија, односно концептот кој што дава резултати и допринесува за едно подобро представување на домот во јавност. Организаторите ги канат граѓаните да ја поддржат иницијативата и креативноста на корисниците.